Сметам дека тоа беше време во кое што активизмот покажа на дело и граѓаните покажаа на дело дека се оној фактор кој што можат една политичка структура да донесат на власт, но и да симнат од власт. И јас би им препорачала на сите кои што се сега на власт и кои што ќе бидат на власт да не забораваат на тоа. Хелсиншкиот комитет за човекови права е една од најстарите организации во Република Северна Македонија. И мислам дека е веќе толку препознаена да не постои граѓанин кој не знае дека кога му се повредени правата може да се обрати до Хелсиншкиот комитет. Задоволна сум од тоа дека речиси и да представуваме бренд кога станува збор за заштитата на човековите права, но секогаш варира успехот кој што најчесто зависи кај нас од политичката волја. Според тоа има години кога ние можеме да постигнеме енормен напредок, например од 2017 до 2021 кога успеавме со тогашната владеачка коалиција да ги донесеме законите за кои што долго време се боревме да бидат донесени пред 2017 година. Меѓутоа, повторно, после 2021 година, дојдовме до одреден застој, кој што највеќе се чувствуваше во оние деликатни теми како што е родот, правно признавање на родот и така натаму, кои што за жал прашања сега, со доаѓањето на една конзервативна власт, многу тешко дека понатаму ќе успееме да ги решиме. Многу ми е жал што морам да кажам дека исто така и слухот на институциите, кога станува збор за нашите препораки, нашите мислења, постојано варира и постојано зависи од политичките интереси и дали сме пред избори и како тоа ќе се одрази на мислењето на граѓаните. Рейтингот, за жал, е најважен кај политичките партии и многу често се соочуваме со поразителниот факт дека соработката со граѓанските организации најчесто представува декор за да се прикаже одреден демократски напредок во земјата. Маргинализираните заедници секогаш биле во фокусот на Хелсиншкиот комитет. Како што знаете, Хелсиншкиот комитет го отвори првиот ЛГБТИ центар во регионот. Ние исто така имаме и лиценциран шелтер за пружање заштита на ЛГБТИ луѓе кои што се жртви на насилство. Воедно имаме и центар кој што служи како некоја сейф зона за ЛГБТИ луѓето, каде што најчесто ги организираме нашите настани. Како што реков и претходно, секогаш кога конзервативна власт владее со институциите, со државата, ќе бележиме одреден застој во таа сфера. Меѓутоа, јас сум сепак задоволна дека ние успеавме да организираме и да одржиме 5 паради на гордоста. Дури за првата парада на гордоста која што одржавме во Скопје, ние добивме наградата за најдобра прва парада во регионот. Речиси сите 5 паради поминаа без инциденти. Професионалноста на полициските службеници беше на ниво. Меѓутоа, се уште ни останува законот за родова еднаквост, кој што не беше донесен под притисок на црквата и на другите анти-джендер групи, што сметам дека е голем минус за социјалдемократите кои тогаш беа на власт, кои што не успеа едноставно да кажат не и да застанат на она што по правило секоја лева партија би требала да верува и да се залага. Јас дојдов да раководам со Хелсиншкиот комитет токму во времето кога почнаа да се случуваат најдрастичните настани кои имаат директно влијание врз човековите права во земјата. Тоа беше 2012 година, кога се случи црниот понеделник, кога ние се боревме за заштита на правата од првата генерација на човекови права. Слобода на говор, слобода на изразување, слобода на здружување.
Живеевме во време кога нашата лична екзистенција и екзистенцијата на организациите кои што има еден така наречен фронт на отпор кон тогашниот режим, беа под директна закана од страна на институциите, бевме подложени на финансиски инспекции, бевме подложени секојдневно на говор на омраза, па и закани по нашата безбедност и сигурност. Сметам дека тоа беше време во кое што активизмот покажа на дело и граѓаните покажаа на дело дека се оној фактор кој што можат една политичка структура да донесат на власт, но и да симнат од власт. И јас би им препорачала на сите кои што се сега на власт и кои што ќе бидат на власт да не забораваат на тоа.